Иван, прво честитки за наградата. Неодамна го освоивте првото место на ултрамаратонот во Охрид, каде истрчавте 107 километри. Но за тоа ајде ќе ми кажете подоцна. Најпрво, дека љубовта кон трчањето? Фала Ирена, фала на поканата и поздрав до сите ваши слушатели. Љубовта за трчањето се почна многу постепено. Најпрво почнав да се занимавам со трчање на рамно, значи на нашата, на Штипската патека пред околу 4-4,5 години. А главна мотивација за истото дефинитивно, како и на најголем број од луѓето кои почнуваат барем на поодминати години, еве како мене да се бават со трчање, нормално вишок од килограми. Барем јас не се срамам да го тоа признавам. Сега јас се сеќавам баш тој период од животот ми беше како еден премин во посериозен, ако може така да кажам, бев пушач, значи пушев цигари, ги оставив цигарите и нормално, самото тоа си повлече и други несакани ефекти покрај оно што беше како позитивно, што ги дефинитивно откажав, како несакан ефект ми беше тоа што се здебелив едноставно. Качив голема килажа, едноставно трчањето ми беше како начин како повторно да се вратам во нормала, да кажем. И како започна најпрво? Едноставни, секојдневни тренинзи. Едноставно бев преокупиран со тоа што човечкото тело може да постигне и да се гледа тој напредок постепено. Едноставно за мене лично беше заразен. Почетоците ми беа скромни. Значи јас ако се добро сеќавам, значи на самите почетоци со трчањето, па и не можев да истрчам километар или километар и пол без да застанам. Значи и покрај тоа што денес можам да истрчам 100 километри, па и повеќе без застанување, кога почнував, воопшто не можев да истрчам ниту 1 километар без да застанам. Но постепено, со секојдневни тренинзи, со внимавање на исхраната, на опоравувањето, добро рекавери и така натаму, едноставно од ден за ден се забележуваа се подобри резултати, што едноставно представуваше и се уште представува многу заразно. А дали имаше во текот на овој процес некој тренер или пак целосно сам тренираше и ги поставуваше тие секојдневни тренинзи, секојдневно трчање? Па генерално лани, тоест пред 2 години, во ноември месец започнав да тренирам со професионален тренер од Грција и тоа беше се до ланската година, некаде август месец. Што ми беше од особено значење да ги запознавам барем основите на спортот, основите на различните видови на тренинзи, како сето тоа можам да го имплементирам, како може да манипулирам со тренинзите во текот на неделата, како да постигнам една периодизација во целокупното планирање на годинешниот тренажен процес, планирање на трките, избирање на самите трки, така да, тоа многу ми помогна, но сепак мислам дека заради тоа што живееме во едно модерно општество каде што имаме преголема достапност на информации, секој без разлика дали има достапност до професионален тренер или како и да е, може соодветно да се едуцира за било што и едноставно да истото може да го имплементира најдобро што може. Веќе кога споменавте од ваше искуство, како најдобро да почнат младите да стапат во овие води? Што треба да направат за да почнат да трчаат, да спортуваат повеќе? Трчајте секој ден, не трчајте пребрзо и уживајте во трчањето. Многу звучи едноставно, но и јас кога се сетам, јас кога почнував, но не беше тоа трчање како секој ден јас да одам максимум да дадам од себе, да се вратам дома, да бидам буквално истоштен. Туку едноставно трчање по половина час, по 20 минути, зависност кој колку може на почеток. Од 1 час да се врати, но најважно од се е да се вратиш полн со елан и оној runners high кој што го викаме ние во трчачкиот свет, откако ќе заврши самото трчање. Пред се да се ужива во процесот, да се сака престојот во природа, тоа е тоа.
Дали како спортисти имате посебни режими на исхрана по кои мора да ги следите или пак некои посебни распореди за спиење, за како ќе го организирате денот? Знаеме дека секое човечко тело, секој човечки организам е различен. Значи тоа што на мене ми одговара во поглед на исхраната и како јас истите принципи ги имплементирам, можеби за некој друг ќе биде тотален промашај. Но можам да зборувам за себе. Значи, мојата исхрана генерално се состои од, прво да кажам, немам прекомплицирана исхрана. И морам да признам дека не се толку добро придржувам до некои правила колку што би сакал. Не сакам премногу да ги комплицирам работите затоа што верувам дека едноставно доколку би човек нашол нешто што е на долгорочен план одржливо и оно што ќе му одговара на вашето тело, на вашиот организам, тоа е најдобриот начин како да се храни едно тело без разлика дали станува збор за спортист или за ултрамаратони, за бодибилдери или било каков друг спорт. Мојата исхрана е типична за нашите простори. Јас не јадам ништо што е надвор од нормалното, надвор од оно со кое што сме израснати ние како деца. Значи, истата храна која што јаде секој нормален човек во Македонија, истата храна ја јадам јас. Многу поголеми количини, заради тоа што и енергијата која што се троши е нормално многу поголема, но генерално оно што сме научени од деца да го јадеме, тоа го јадеме и сега. Без суплементи, без ништо комплицирано. А кога беше првиот маратон на кој трчаше? Прва трка воопшто на која што трчав е во 2019 година на Струмица, на полумаратон во Струмица. И тогаш се сеќавам дека татко ми беше толку многу исплашен за што ќе биде уствари со мене, бидејќи претходно воопшто немам трчано ништо ни приближно до 21 километар. Па се јавувавме на пријатели, дали да одам, дали да не одам. Немам трчано до сега ни приближно до таа дистанца, па да не ми се нешто случи, да не се повредам. И да, тоа ми беше уствари првата трка на која што учествував, трка на рамно, а прва трка во планински услови, значи со планинско трчање, со она кое што продолжив да се занимавам, е отприлика 2 до 3 месеци после тој прв полумаратон во Струмица, некаде околу октомври месец мислам дека беше трка во Кочани од 12-13 километри. Така да тоа се моите почетоци. И се случи ли нешто или пак се помина како што треба и го смири татко ти? Да, сега те пушта да трчаш на 100 километри. Па стресовите доправо доаѓаат, само што тогаш не бевме свесни за тоа, бидејќи имам многу интересна работа што ќе ја споделам покасно во однос со ланската трка во Охрид. Но да, едноставно скромни почетоци, едноставно на некој начин постепено зголемување на дистанцата, зголемување на апетитите, колку брзо сакаш да ја завршиш една трка, па да има волку искачување, толку искачување на ваков терен, на онаков терен, секакви комбинации. Да. И како се подготвуваше за планинските трки? Дали овде во Штип на некое место или пак? Секоја трка, морам да напоменам дека секоја трка е приказна сама за себе. Значи не постојат, особено кога станува збор за планинските трки, не постојат две исти трки. Тука спаѓаат варијациите во самиот терен, конфигурацијата на самата трка, колку има искачување, колку има спуштање, каков е самиот терен, какви се патеките по кои што трчаме. Припремите зависат директно од тоа која трка ќе ја одберам да ја трчам. Конкретно, например, за трката во Охрид. Значи, тоа представува трка од 107 километри во планински услови. Мал дел се трча не стариот град во Охрид, но вреда да се напомене тоа што е многу важно за трките во планинско трчање е висинското искачување. Севкупно во тие 107 километри имаме 5000 метри искачување или позитивна денивелација. Тоа е вака да споредбено да кажам како 50 пати да се качиш на Штипскиот исар и да се симнеш во тек на 107 километри.
Има и повеќе. Значи, наредната трка на која што ќе учествувам, еве за 2 недели од денес, е трка од 120 км во Италија со 6000 метри искачување, а за крајот на годината имам планирам да ја трчам Пирин Ултра, тоа е ултрамаратон на 160 км со 11.000 метри искачување. Значи, тоа е повеќе од Монт Еверест, и тоа доста повеќе од Монт Еверест. И нели те застрашува ова? Семе, да, да. Добро, но сепак ќе го надменеш тој страв и ќе даш да трчаш. Верувам дека никогаш нема да човек да биде 100% спремен за такви подвизи. Едноставно, тоа што јас гледам е колку што е можно подобро да се подготвам во периодот, нели, што води до самата трка, за тој напор да можам, што е можно подобро да го издржам. Тоа е тоа. А дали планината ќе ни дозволи да завршиме тој ден, зависи од многу фактори. Какви ќе бидат временските услови и што е највеќе, како да кажам, најпроблематично. Дали некогаш се случило до сега да не можете да завршите трката? Па многу е често да не се завршуваат оваквите трки. Сепак станува збор за огромни дистанции кои што бараат исклучително пред се и ментална и физичка подготвеност. Бара јадење за време на самите трки, бидејќи ние во нашите тела немаме толку многу енергија за да можеме да издржиме толку долг временски напор во трка. Па затоа премногу фактори треба да ги склопиме, едноставно многу коцки треба да се склопат, се да помине како што треба, за да има безпрекорна екзекуција. Еве конкретно за маратонот во Охрид. Видов дека почнавте некаде во вечерните часови, а ти ја истрача во утрешните часови. Односно 14 часа и како беше неколку минути. 36 минути. Како се одвиваше целиот процес од вечерните часови до утрешните? Во текот на ноќта бевме советувани од самиот организатор на трката да што е можно повеќе да трчаме во група, бидејќи сепак станува збор за планински услови. Имам секаков вид на диви животни, кои што не сакаме да ги среќаваме за време на трчањето, може. Оваа година само диви свињи. Интересно е тоа што ланската година имав директна средба со мечка и тоа беше причината поради која се откажав. Некаде од прилика на 60 километар, на околу 10 метра пред мене излезе мечка, почна да раже, гледаше директно во мене. Тоа беше доволно за што направи, се врати назад или? Па, тоа бе најдолгите 2 секунди во мојот живот, така да, се вратив назад, сепак беше тоа на еден непристапен терен, полн со карпи, со провали, едноставно, ако науме мечка да те јаде, ќе те јаде. Ама да, имав среќа и дефинитивно сега кога се присетам на тој момент, колку и да е застрашувачки, колку и да е луд сам по себе, едноставно да се соочи баш со природата, очи во очи, е прекрасна работа. И повторно би го направил. Повторно би се сретнал со мечка. Да, овој пат не мора толку близко, ама да. Добро, за оваа година ајде покрај дивите свињи на така што се случуваше. Како што кажа, значи трчавме во група на се до Изгрејсонце. Таков беше всушност и планот, бидејќи сепак станува збор за трки од 14-15, некојаш и повеќе часови во зависност од многу фактори. Сепак треба да се научиме и ние тркачите како да ја конзервираме енергијата. Колку е можно едноставно тој пат на енергија да го одложиме за покасно во самата трка. Тоа ми беше едноставно на мене планот за оваа година и ете се испостави како успешен. Трчавме заедно се до од прилика некаде 60 километар, после кој веќе не ми беше страф од мечки, така да се одделив и почнав сам да трчам, си наметнав свое темпо, едноставно си ја трчав мојата трка и завршив прв. Да, какво беше чувството да завршиш прв со сите оние луѓе кои те пречекуваат? Знам дека голем дел од твојата фамилија беше таму? Да.
прекрасно. Значи, дефинитивно тоа е, барем досега во мојот живот, најубавите моменти, најубавите неколку дена. Не можам да најдам доволно зборови колку сето ово ми значи. Не само завршување со висок пласман, во овој случај прво место. Првото место не ми толку многу значи како што ми значи како да кажем, како шлагот на тортата, што уствари представува оваа трка кога во предвид ќе се земат сите подготовки претходно. Значи, едноставно Охрид Ултра е прв ултрамаратон за мене, што го истрчав, тоа беше пред 2 години, тогаш го земав второто место. Следната година не ја завршив трката и некако ми остана како недовршен бизнис. И едноставно цела година бев посветен 24/7 само на таа трка и го чекав денот да дојде само за да можам не да се реванширам на планината, мора да бидеме скромни во тој поглед, него едноставно да пробам повторно. Да, па дури во една твоја Facebook објава стои дека 2-3 месеци поред се зборувал ентузијастично за оваа трка и се заблагодаруваш на сите оние кои те слушале. Повеќе од 2-3 месеци, мислам дека цела година зборам, секој ден гледам видеа, секој ден и правам муабет, секој ден само за трчање и за трката и да се заврши како што се заврши е едноставно феноменално. Добро, ова на некој начин представува победување на својот рекорд. Еве си освоил второ место, сега прво. И можеби ова едно достигнување те и мотивира да одеш да ги трчаш трките и во Италија и во Пирин. Да, секако, но морам да напоменам, без разлика дали ќе завршам прво место, второ место, 10-то или последен, за мене пред се најважно е да бидам подобар од самиот себе. Значи, да си го подобрам сопственото време, бидејќи пласманот е релативна работа. Ако не се пријаве, директно е зависност од тоа кој ќе биде пријавен, во каква физичка, психофизичка состојба ќе биде за време на самата трка, така да тоа се некои работи кои што зависат од многу фактори, но вложениот труд и тоа каков пристап имаме ние кон самото трчање, кон самиот тренажен процес, тоа е тоа што мене најмногу ме мотивира. Еве во врска со пријавените, колку пријавени имаше на оваа трка и дали повеќето беа млади луѓе, дали има многу млади што се заинтересирани за трчање на маратони? Па да, но сепак постои како едно, како да кажам, мислење дека овој спорт е повеќе за повозрастни, така да кажам, бидејќи сепак не е толку брзо трчање кога би се споредило на пример со некои пократки дистанции што е нормално. Но да, се повеќе има дечки кои што изразуваат желба за трчање, без разликата дали е планинско трчање на долги стази, како во мојот случај, или на трки на рамно, но вреде да се спомене дека едноставно барем во последните 2-3 години трчањето како спорт е во се поголем пораст, што ме прави искрено многу среќен. Дали некако вие спортистите сте мотивирани од државата? Дали следуваат одредени стипендии за вас кои освојувате прво место или пак? Тоа е директно зависно од самата трка, од самата организација, од спонзорите на самата трка, но сепак би споменал дека општина Штип, како и некои фирми од нашиот град, секогаш кога сум побарал поддршка, се биле тука за мене. Дали трчањето може да биде основна кариера, како основна работа за да можеш да преживееш? Знам дека си исто така и дипломиран доктор. Сега во иднина што планираш, на што ќе се посветиш повеќе? Па медицината за мене е секако примарна професија, така да верувам дека би продолжил со тоа, но во ниеден случај не би сакал тоа да биде лимитирачки фактор во ајде да кажем полупрофесионалното трчање. Така да се надевам дека ќе најдам доволно ресурси, пред се временски ресурси за да ги едноставно терам двете работи колку што е можно повеќе. Бидејќи не е за мене на некој начин мотивација јас да бидам најдобриот ултрамаратонец. Едноставно сакам да уживам во природата, сакам да уживам во трчањето. Ќе бидам задоволен
и со одвоено време, да речеме, од 1 час дневно, да можам да го поминам во природа, да учествувам на 2-3 трки годишно, зборам понатаму во со развој на професионалната моја кариера. Така да, тоа е тоа. Едноставно сметам дека доколку сака човек може да најде доволно време и за двете работи и тоа е тоа. Во поглед на твојата кариера како дипломиран доктор, што планираш во иднина? Да останеш овде или пак сега, дури еве јас сум студент по медицина и сега ние се соочуваме со една голема дилема. Дали да останеме овде во државата или пак да одиме најчесто во Германија? Тоа се прашање кои што едноставно колку и да сакаш не можеш да ги одбегнеш. Но тоа што можем да го кажеме, пред се јас ја сакам нашата држава. Значи, со сите работи, ајде да не ги споменуваме лошите, каква и да е, сепак ова е нашиот дом, ова е нашиот народ. Ние како медицинари, како доктори сме за да му служиме на народот. Така да на крајот на денот мислам дека секој еден лекар би бил задоволен доколку би можел да на било каков начин помогне на човек, да го излечи, да му даде правилна насока, да превенира болести и слично. Од тој аспект, едноставно, од денешна гледна точка можам да кажем дека ќе бидам дефинитивно задоволен доколку би можел своето знаење и својот ентузијазам за медицина да го пренесам на други, да помогнам на луѓе, а дали тоа ќе биде Германија или ќе биде Македонија, нормално дека сакам да биде Македонија, но доколку би бил на некој начин принуден, сепак животот е еден. Како за мене, така и за секој друг. Сега, коригираме ако грешам, но дали се поклопи тој период на студирање и почетокот на трчањето и тренизите? Да, значи бев отприлик, мислам дека бев 4-та година кога почнав да трчам. Видете, значи, секој од нас има време да седне и да испие едно кафе во градот, час и пол, да прошета и слично. Без оглед на тоа колку испити имаме за спремање, каков и да е материјалот, колку и да е тешко. Да, тешко е на медицина, но секој од нас, без разлика на се, има барем 1 час дневно да одвои за спортување. Тоа е мојот став. И дали сега, еве, како дипломиран доктор, тоа ти помага во трчањето? Например, еве, може би имате некои прегледи пред да одите на трка. Дали нешто од твоето знаење ти помага да го искористиш во поглед на трчањето и таму да мотивираш? Да, дефинитивно. Пред се, нормално, како и во секој спорт, така и во нашиот спорт има повреди. Да се има солидно познавање на тоа како функционира човечкото тело, кога би се соочиле, например, со некако вид на повреда, ми е од огромно значење како да можам едноставно да превенирам, да ја третирам и колку е можно побрзо, да речем, да се вратам на терен. Но освен тоа, исто и во поглед на исхраната, значи познавањето на како функционира едноставно човечкиот метаболизам, како се одвиваат биохемиските процеси во човечкото тело, од витално значење барем за мене, за колку што е можно помалку да лутам во океанот од информации со кои што можеме да се сретнеме на интернет и едноставно да ја оптимизираме исхраната колку што е можно подобро. И дали имате некоја посебна исхрана која ја практикувате за време на трчањето, бидејќи спомнам дека во период од 14 часа мора некако да добиете таа енергија? Да, значи генерално тоа што јас гледам да го практикувам за време на трчање е колку што можно повеќе да ги на некој начин, како да кажам, сочувам резервите на јаглехидрати во телото. Тоа што го практикувам за време на самите трчања, особено на интензивни, на долги патеки, е внесување на одредени јаглехидрати, брзи јаглехидрати за време на трчањето со цел побрзо да добијам енергија за подолго време. И, например, како ви изгледа храната? Што најмногу практикуваш? Еве, например, на трката во Охрид, бидејќи е најскорешна. Математиката ми беше од прилика да внесувам од 40 до 60 грама на јаглехидрати во 1 час. Користам јаглехидратни гелови, тоа се како обични едни концентрирани гелови со различни вкусови, со дел електролити,
со кофеин и ги консумирам на отприлика половина час, 40 минути. Освен тоа, секако и кога ќе дојдеме на некоја од контролните точки, таму јадеме различни овошја, кока-кола. Едноставно се што може да дае многу енергија за краток временски период. Бидејќи спомна дека еве се подготвуваш како да им мобилизираш или пак да помогнеш, дали некој ще се случило да помогнеш еве или на самиот себе си или на некој од другите? Фала му на Господ, до сега се нема случајно, но се надевам дека ќе бидам добро припремен, тоест дека едноставно ќе можам да ги искористам предзнаењата од студиите, од медицинската пракса, доколку нешто такво би се случило, бидејќи да, сепак се трчаме низ тешки предели, секунди се во прашање за да се случи било каква незгода и треба да бидеме едноставно подготвени на се. Освен еве блиската средба со мечката, дали на некој од другите трки ти си има нешто случајно што представувало како еве предизвик за тебе? Во текот на секоја трка, особено на овие подолгите, имаме ментални падови, ако може така да кажам. Значи тоа се моменти каде што буквално се прашуваш зошто постоиш на овој свет и зошто го јас правам уствари ова, кога можам сега ова време да си го посветам и со пријателите и да седам у кафана и едноставно да уживам во животот. Да, значи ментални падови постојат, но сепак треба да бидеме подготвени и свесни дека евентуално ќе дојдат во текот на колку и да се 14, 15, 20 часа, за колку е можно подобро да ги надминеме. Значи, покрај физичкото подготвување на вас ви треба и навистина добро психичко и ментално подготвување. Менталниот аспект е неминовен. И како успеваш, еве, бидејќи после случката што ми ја кажа со мечката, јас би била комплетно истравматизирана и никогаш не би се вратила на терен да трчам. Исто и јас бев. Тоа го прави искуството едноставно. Сега сум веќе една година поискусен од тој настан. Ето оваа година применив неколку тактики, техники кои што се добро познати за луѓе кои што престојуваат, да кажам, подолг временски период во планина, кои што за мене на пример не беа познати. Јас сум тука израснат, во Штип, не сум минувал превише време на планина, не знам како да се справам со предизвиците од планина, но еве по тешкиот пат дознав барем еден дел од истите. И да, тоа е тоа. Што очекуваш еве од трките во Италија? Дали тие трки мислиш дека ќе бидат многу поразлични од овие во Македонија или пак некако важат истите стандарди? Трката во Италија е, ако можам да се така изразам, на рамниште на едно европско првенство. Значи, со текот на годините тоа прерасна во исклучително богат настан кој што ги привлекува сите светски брендови, особено брендовите за планинско трчање, за скијање и така натаму. Се одржува во Олимписки центар во Кортина d'Ampezzo, таму ќе бидат сега следните зимски олимписки игри. Едноставно, да кажам, како скупштина на светската елита. Значи, тоа за мене представува навистина голем предизвик, чест и задоволство да се трча барем на иста патека, на иста трка со светски познати планински трчачи. Дали има многу од Македонија кои ќе трчаат или? Не, јас сум единствен. Ти си единствениот и како дојде да се пријавиш на трката? Па секој може, впрочем, да се пријави на секоја трка, но сепак за одредени трки, како што е и трката Лаваредо на која што ќе учествувам, треба да исполнуваме одредени критериуми во поглед на, ајде да кажем, скоринг систем, меѓународни бодови да имаме, така да би можеле да се надпреваруваме. Јас од Македонија имам, да не звучам нескромно, но резултатите на Охрид, кога освои второ место и оваа година прво место, се два највредни резултати во поглед на бодување по интернационални критериуми за траки на 100 км и тоа е тоа што на мене ми обезбеди на некој начин норма за да учествувам на трката. И како се подготвуваш за трката? Дали има некој посебен режим на кој си?
трчачки во поглед на тренинг, значи трчам секоја недела помеѓу 160 и 200 километри, што е еквивалентно отприлика од 20 до 30 километри секојдневно трчање, без престан и без оглед на временските услови.